Добредојавте во уште едно издание на емисијата Сергеј Реинвентот. Денеска, на ваше барање, а и на мое големо задоволство, ќе ја прокоментираме тековната Евровизија што се случи пред отприлика кога го гледате ова некои 2 недели. Ќе ви кажам што мислев и за водителите, за настанот, дел од изведувачите, што ми се допаѓаше, што не ми се допаѓаше, нема да го поделиме во мода и во модни катастрофи, него едноставно ќе биде еден проследување на еден тековен настан. Во индустријата за убавина имам посебни геџети за нега на кожа. Како функционираат и како работат. И докаде е доведена технологијата во однос на skincare или негата за лице. Во плакарот на Кека, Кека се спрема за одмор, драги гледачи. Кај да Кека ќе му здувне негде за кратко. Ви во Q&A ќе одговарам на дел од вашите прашања. Останете. Добредојавте во индустријата за убавина. Денеска во индустријата за убавина ќе зборуваме за еден модерен, апгрейдед начин со една нова, односно иновативна технологија на уреди или така наречени смарт уреди за третирање на вашето лице. Станува збор за Foreo, шведски бренд кој ја имаат кренато негата на вашето лице или на кожата на едно повисоко ниво. Станува збор за T-Sonic технологија која се однесува на трансдермални сонични пулсации на вашето лице. Како всушност работи сето ова? Значи тука они имаат една палета на многу производи. Секој може да најде нешто од производите кои што ќе ви биде корисно. Јас ќе ви покажам тука неколку кои се онака мултифункционални и кои што сметам дека би требало да ги имате, а сепак станува збор за поексклузивни производи. Имам тука чистач за лице. Јас тука во рацете ја држам Luna 3, така тоа е името на овој уред. Од едната страна ги имате ќе приметите на снимките што одат паралелно, ги имате тие како мала микрочеткичка направена од посебен силикон кој што е антибактериски и отпорен у суштина на бактериите. Ова го чисти вашето лице нормално, а од позади имате друг метод што вибрира на вашето лице, зацврстува мускулатурата, меѓутоа за тоа малку понатака. Како функционира Luna 3 или чистачот за лице? Многу едноставно, може би вака и ви звучи комплицирано, меѓутоа овој уред го купувате еднашка и толку. Значи со него добивате и гаранција и се понатака. Функционира на полњач, меѓутоа морате да ја симнете апликацијата Foreo на вашиот телефон. Самата апликација ќе ви каже каде и колку време да го користите конкретно чистачот на лице. Во принцип, вашето лице ќе го измиете со вода, ќе нанесете од она средство кое што практикувате или кое што одговара на вашиот тип на кожа и почнувате со Luna 3 да го чистите вашето лице. Од кога ќе завршите со чистењето на лицето, само ќе го исплакнете уредот и ништо повеќе. Потоа апликацијата повторно ќе ви каже, ако сакате да користите и задната страна, значи овој уред се користи на дневна база на миење на секојдневно миење на лицето. Задната страна ги има овие рецки кои се многу добри за затегнување на вашата мускулатура на вашето лице. Значи своевидно добивате еден домашен третман на масажа. Морам да потенцирам дека од Фореото од Luna 3 има 3 типови за различен тип на кожа, нормално за сува, за масна и за комбинирана. Од Luna 3 исто така имате и помалечок уред. Разликата е во цената и уредот е нормално помалечок. И морам да го потенцирам дека има исто вакво и за мажи, заради тоа што кај мажите кожата е другачија, мажите се бричаат, имаат по друг тип на кожа од женската кожа, заради тоа што и ја третираат на различен начин, така да има и соодветен уред и за мажи што сакаат да го негуваат и да го третираат нивното лице. Тој уред е црн, така да е многу добро и како варијанта за подарок, а плюс е и многу функционална алатка, поготово за оние мажи кои се грижат за
негата на нивното лице. Така да за Луна 3, мислам дека убаво ви објаснив, нема голема филозофија, едноставно самата апликација во вашиот телефон ве води и ви кажува како треба да го користите овој уред. Нормално, претходно ќе се исконсултирате со стручни лица, јас го најдов во производ во Фабу во хотелот Мериот, така да ќе добиете насоки и потоа апликацијата, заради тоа што кажувам, станува збор за еден паметен смарт уред, у вашиот телефон самата апликација ви кажува што и како треба да направите, нема тука ништо комплицирано. Го имам ова. Ова е исто така Foreo, кој што функционира исто на технологијата T-Sonic. Ова се вика UFO 2. Исто функционален смарт уред. Сега, што е со овој смарт уред овдека? Од оваа страна нанесувате соодветна маска, што е соодветна на вашиот тип на кожа и што сакате во суштина да постигнете со маската за лице. Тука јас имам, например, маска за glow, тие што сакаат да имаат сјај на кожата. Во едно вакво пакување имате 6 маски, кои што самата маска ја нанесувате на површината на уредот, повторно конектиран со апликацијата и апликацијата ви кажува колку време ќе го задржите на одредени делови од лицето и како ќе ја нанесете маската. Ја абсорбира маската и ја внесува подлабински да навлезе или подобро да реагира на вашата кожа. Фантастичен производ и навистина е многу делотворен. Има LED осветлување, нормално ги има сите LED нијанси кои се корисни за кожата. Сите што имат искуство со нега на кожа знаете дека кога ќе ве стават под LED светлина кожата другачие реагира, одредени LED зраци подлабоко навлегуваат и прават одреден ефект. Ова ги има сите. Повторно самиот уред врзан со апликацијата ја активира LED светлината и според вашиот тип на кожа ви кажува колку треба да го задржите уредот за да добиете конкретен ефект. Притом морам да потенцирам дека истиот уред има и крио и термотерапија, што значи дека додека ја користите или маската или го користите LED осветлувањето, истиот уред се загрева доволно до 45 степени, а од друга страна имате и функција на ладење. И сите што сте запознаени со нега на кожа или што имате искуство, знаете колку е битно на лицето од време на време да му правите еден, во наводници кажано, шок систем со топло-ладно, заради тоа што тоа прави многу добра циркулација, многу добра апсорбција и за кожата, и за прочистување на истата, за мускулатурата. Ладното се користи и за затегање, значи повторно ќе го кажам, тука го имате моментот и на лимфна дренажа, одстранување на мртви клетки, едноставно потполна, тотална регенерација на вашата кожа на лице со технологијата на T-Sonic со пулсациите. Така, всушност, работа. Од истото ова имате и мини, помала варијанта, повторно зависи од тоа што ќе се одлучите или како ќе решите, консултирате се сепак со стручните лица во Фабук, ќе ви го препорачат она што е најдоброто за вас. Нека не ви изгледа комплицирано ова што ви го кажав, заради тоа што повторно ви кажам, имате апликација на вашиот телефон која ви ги дава сите насоки како да го користите овој уред. Јас само сакам да ви го представам и да ви кажам до каде е стасана индустријата за убавина во нега на и третирање на вашето лице. При тоа овие смарт уреди, поготово Фореото, се и омилени меѓу јавните личности, многу ги сакат и често и ги користат и се третираат без оглед на тоа што одат често и по секакви и инвазивни и неинвазивни третмани. Ова сепак ја негува и ја регенерира вашата кожа. И како трет уред го имам, од Foreo го имам овој уред, кој исто така ќе потенцирам, го има и во помала варијанта. Ова се вика Bear. Предпоставувам ради изгледот. Повторно, смарт уред за вашето лице. Сега, што прави Bear на вашата кожа? Повторно ќе го конектирате со соодветната апликација Foreo, која што ја имате на вашиот телефон. Ги имате овие две метални топчиња,
ќе го уклучите како што треба да се уклучи. Сега, што е фората со ова? Исто ја има T-Sonic технологијата, која што е многу иновативна за регенерација пред се на вашето лице. Ова препорачливо е да оди во комбинација со соодветниот серум. Сега, кога лицето ви е претходно исчистено, значи зборуваме за перфектно исчистено лице, ќе намачкате од овој серум, кој што вика тука Microcapsule Youth Preserve. Од кога ќе намачкате вие од овој серум, го уклучувате овој девајс. Самата апликација ви кажува како да го користите. Бидејќи станува збор за нешто што дефинитивно треба да се провлекува по вашата брадна линија, или треба да се провлекува по јагодиците, челото, носот, секаде под очите нормално. Зашто нормално? На вратот да се направи и една дренажа. Истиот уред има микроструја, која што е многу добра за прво абсорбција на самиот производ, многу е добра за третирање и регенерација на вашата кожа. Истата микроструја, самата апликација ви кажува според вашиот тип на кожа со кој интензитет треба да ја користите, и не треба да се плашите при тоа кога викам микроструја, заради тоа што тоа се ти едни благи пецкања кои прават многу добра абсорбција на соодветниот производ, прават многу добро контурирање на вашето лице, ја зајакнуваат, повторно ќе кажам, мускулатурата, така да лицето ви изгледа многу свежо, многу регенерирано, со еден многу убав природен сјај. Од истиот овој уред, BR, што веќе му ги кажа функциите, нормално дека имате и малку помалечко, кое што ја има истата функција. Ви ги препорачувам овие производи на Foreo заради тоа што, повторно кажувам, станува збор за еден upgraded начин и многу иновативен и во технологијата и во начинот на третирање на вашето лице, кое што е нешто што е веќе 21 век. Тие што сакаат да се утек со времето или со иднината, станува збор за ексклузивен производ, поидете во парфемериите на Фабу во хотелот Мериот и ќе добиете најдобар совет и ќе погледнете при тоа и многу од нивните други уреди за третирање на вашето лице. Плюс да потенцирам и овој уред и овие два овдека и останатите уреди на Foreo се еден совршен подарок за некој кој што сака да се грижи за неговата кожа, а при тоа знаете дека има пасија и респект према такви работи и ги цени. Сепак ова е за луѓе што знаат или сакаат да научат да се третираат самите себе си на едно повисоко ниво. Сметам дека не ви ги искомплицирав работите, паралелно додека зборував, јас ќе гледате и вие и снимки и како работат и што прават. Меѓутоа, сепак све е многу едноставно, а добивате многу повеќе од класичен начин на третирање на вашето лице. Во индустријата за убавина од мене за денеска толку. Се гледаме во мода. Добродојавте во делот за мода. Како што реков, денеска на ваше барање ќе ја истретираме Евровизијата и изгледот на водителите, како италијаните го организираа се тоа, ќе видиме изгледи кои ми оставија впечаток, ќе видиме изгледи кои ми беа досадни, ќе ги прокоментирам, не можам сите, апсолутно не можам, заради тоа што има премногу фотографии, меѓутоа секако ќе го изнесам моето мислење апропо Евросонгот, заради тоа што ви беше интересно на повеќето од вас. Ајде да видиме што се случуваше оваа година во Торин. Пуште. Јас кога ги видов како почна, при тоа имам тука фотографии од сите три вечери, и првата, и полуфиналето, и финалето. Размислувајќи, надевајќи се дека таа Евровизија се одржува во Италија, земја на модата, дека едноставно очекував многу по-спектакуларно шоу, не дека изгледаше лошо, арената е прекрасна, сцената беше многу атрактивна, со вода, со ефекти, тој триаголник, светлосните ефекти, меѓутоа некако очекував од италите по бомбастичен настап на представување на сето тоа.
Сум разочаран од Евровизијата генерално. Не беше атрактивна, мене ми беше релативно досадна и ми е се некако репетицију матер студиорум. Значи, лани имаше рок-н-рол, па сега сите нешто на рок-н-рол на гитари се тресна од земја. Значи, тоа што било лани не може да биде и оваа година. Секогаш треба да е нешто различно. Ајде да видиме како изгледа домакините, односно водителите. Пуште. Кога ја видов Лаура Паузини, како изгледа? Пример, каде што се е модерно на низ. Косата е модерно почишана. Фустанот е модерен. У првата вечер носеше креации на Валентино. Ете пример каде што можеш Jenny by the way да ги моткаш сликите, таа е еден од тие фустаните. Првата вечер беше у Пинк, таа е Валентино Пинк колекција, меѓутоа кога нешто не ти лежи, со таа њушка, со тој сурат, со тој преагресивен мејкап, па не Валентино, та Свети Валентино да те облечеше, изгледаш како тука па како Ким Кардашијан од AliExpress. Валентино наметка, значи се тоа дизајнерски преубави парчиња кои што она ги едноставно не лежат на низниот сензибилитет, не знае да ги износи некако предраматична, прави некој фати со таа муцка, како да ги урочува, како да ги кълне, драги гледачи. Сите така изгледаше Лаура Паузини, па те е фина, па те нешто ке направи некој покрети, сакајќи да биде интересна. Момците до неа ги менја аутфитите, едниот беше релативно црно облечен, варијации на тема, окей, со некои светлуцави моменти. Мика од другата страна ги смени истите комбинации на одела во неколку пастелни нијанси од плаво, на жолто, на бело, на црно, ги изврте како и да е. Што имаме следно? Лаура Паузини, модна катастрофа, дефинитивно, Версаче халини. Значи, овие халини се, тој метал меш, прво толку специфични за изработка, се италијански брендови, се хот кутур, се висока мода, она ги упропасти, не стои на неиза, не стои на незиниот лик и на незиниот сензибилитет. Како сакате парче облечете, ако не ви лежи, ќе изгледате лошо, ќе изгледате катастрофално. При тоа нешто е предрамена цело време и некако не ми се допаѓа. Малку суратот ми личи на Елена Спенџарска, ама пренашминкана. Некако катастрофа. Next. Втората вечер, па со таа мокра коса како искубана. Значи, она беше ултимативна модна катастрофа, без разлика што ги носеше најдобрите дизајнерски парчиња. Видите, овде ја дигаат. Овде ја дигаат, драги гледачи. Овде она готово е. Али модна катастрофа е. Next. Еве, повторно Версаче златен фустан, што е сценски. Они двајца се исто у некој светлуцави одела, што исто така е сценски. Како тројка евровизијска која што треба да го води целиот настан, не ми беа мене доволно забавни, напротив ми беа досадни. Повторно ќе кажам, од тип на забава, како хост, како домакини, србите беа гениални во тој поглед. Еве, пак оно Версаче клакната. И ова ништо, катастрофа, ужас, лошо е нашминкан. Еве, пак у Версаче метал меш. Пак не изгледа добро. Гледате какви покрети, какви фаци прави, драги гледачи. Значи, она праќа срце, ама се е така некако како да колне со тие заби, со тој нос и целата е таква како сврештена, преагресивна. Не е битна линијата на телото, не е битно колку кила имате. За ваков еден фустан треба да имате една вродена софистицираност, една елеганција и да не сте како предатор на сцена. Ужасна ме беше. Ало! Па нормално дека ти ќе кажеш no, фала Богу. Следно, значи водителите беа, поготово Лаура Паузини беше ужас. Следно, од првата финална вечер, односно, па после и во финалето, имаме представничката на Литванија, која што мене искрено ми остави огромен впечаток. Тука и го имате тој момент кога јас кажувам, сте модерни,
а има некоја толку префинета, софистицирано, со тие движење на низиното тело. Фустанот е апсолутно перфектен од секој агол, со преубав отворен грб, преубаво средена коса, може би и перика, не е ни битно, многу интересно подшишана, со многу интересен мејкап, многу елегантни префинети движења, убава линија на тело, ме подсеќа малку на Лајза Минели своевремено, ако некој од вас знаат, кој има некој француски вајб, некој француски шик момент у целото. Тој дефинитивно беше една од најелегантните на што стапна на таа евровизиска сцена. Дефинитивно браво за неис. Отпадна првата вечер. Акилис. Поприлично агресивен настап. Излезе со шешир, со одело, со некои пердуви, се соблакаше, се пободи, се јаваше на вакво, се качуваше, се дрпаше на сцена, се трескаше од земја. Вокално беше одличен, повеќето беа малку така, меѓутоа вокално беше одличен. На крај се соблече у тој бодисјут, со тоа што на Евровизија секогаш се оди на моментот што сте по голи или што сте почудни, тоа повеќе ќе поминете. Не можам да кажам дека он изгледа лошо заради тоа што го го пратам, му го гледам стајлингот. Меѓутоа на сцената ми дојде премногу, гледајте ме, чудејте се. 500 пати се пресоблече. Пак ќе кажам, те у едно, те у друго, на крај се соблече гол, јаваше коњ, изиграваше мушка стриптизета или стрипер, што и да е, и на крај се баци со гитаристот. Океј, немам ја проблем он што се баци со гитаристот, али не ли е веќе тоа досадно? Мислам, мене не ми беше, некако ми е тоа веќе дежаву момент и виден, со тоа што таму нели сите се наместија на глава, пошто он сега глуми Мадона со Бритни Спирс 2000-ти години. Тоа беше ало. Тоа е тој ајконик момент кој за секогаш ќе биде запишан во светскиот шоу бизнис. И гледате како е другачие направено, како вие некако има друга некоја енергија кога ќе се направи тоа, а не некако вака као праено па недоправено. Мислам, мене не ми остави никаков впечаток и голема работа, па што се бациле 21 век, глупости. Next. Следна ја имаме Андреја. Аман, драги гледачи, секоја година ние мора да имаме драма на Евровизија. Мора да се случи глупост. Значи, ние стално мора да имаме проблем на Евровизија. Мора да има глупост. Кој давал интервју на ваков јазик, кој правил не знам што, на кого му паднало нешто, на кого биле против некого, она го заджитари знамето, намерно или ненамерно, неискусна е, има некоја вродена ароганција во себе и некоја вроден момент на I don't give a f***. И се е тоа супер за перформери, за во тие води, да го имаш тој attitude или тој став. Меѓутоа, тамо си да представиш држава. Не си ти тамо на собствен рок концерт и треба да внимаваш многу, а пошто си неискусна, затоа оди и делегацијата со тебе. А делегацијата од ратрак, од дискотеката, позади шуњари. Кај беа девојче, кај беа Андреја, они кога тебе ти рекоа да го тргнеш знамето. Кај беше делегацијава? Пиеа, јадеа, тискаа, тамо се кљафтеа, се сликаа. Ова е апсолутно промашај и на Македонскиот национален радио сервис и неизин личен пропуст. И повторно се случува глупост. Зошто? Од незнаење, од сваќање на работите здраво за готово. Сме отишле. Па не, кој го прави тоа? Никој. Вокално беше исклучително. Тука нити сум пеач, нити сум стручњак, нити сум професор по пеење, меѓутоа се гледа кога некој ќе отпее и ќе развали. Почитувам кога некој сака да го задржи сопствениот стил и автентичноста на сопствениот стил, како она сака да изгледа, како она сака да се представи, меѓутоа
незиното немање искуство на сцена, поготово на евровизиска сцена, каде што е све блинг-блинг, прави да она изгледа досадно. Имаше интересен мејкап, меѓутоа тоа црнило, што ништо не е тука лошо, повторно ќе кажем, се е тука модерно, меѓутоа за евровизиска сцена бара малку повеќе. Изгледаше се добро, може би требаше да има пратечки вокали околу неизе, мислам дека некако стално на Евровизија ние сме дрпнати, драги гледачи. Мислам дека може треба да се откажеме да се пријавуваме на Евровизија, ама македонскиот национален сервис, пошто има потреба да го оправда буџетот и да го спизди на глупости и да се клакне делегацијата тамо, за да се слика, да јада, да тиска, да се допишува, да праќаат селфија, да не си ја бркаат работата, а тука да дојдат како они сработеле, не знам што, и да се расправаат и да се галамат, и после, нели, јас сум кривиот што ќе ја кажам вистината не само на нив, него и на сите, заради тоа што ова е генерално доживување на сите во Македонија. Како може секоја година да имаме ние глупост? Освен исклучок со Тамара, и заради тоа имаше таков успех. Аплауз за Тамара. Не. Next. Гркињата. Она е многу убава. Меѓутоа и многу природен изглед, како кристална кукла. Меѓутоа не е ова избор за убавина. Не е дали сте убави или не сте убави. Ова е избор каде што треба да покажете едно шоу, еден спектакл и да донесете еден музички перформанс кој ќе ги остави сите, нели, ќе им остави некаков печаток. Мене она, освен незината порцеланска убавина и една финоќа, ми беше многу досадна. Next, па да, уметница мора бити здрава. Бити здрава. Јас го имам кажано моето мислење за констракта и не одстапувам од истото, заради тоа што кај неа целиот пакет во кој што доаѓа е едноставно нешто ново и многу интересно. Реакциите на публиката беа исто така фасцинантни. На крајот на криштата народот си го кажува своето мислење кога ќе види еден уметник со еден специфичен перформанс или атипичен ритам на музика. Она изгледа одлично и на мене ми е прекул лик, како и во косата, така и во облеката. Next. Представникот на Австралија. Пак не ми е некако јасно како Австралија улетува во Евровизија, али веројатно некако. Представникот на Австралија е многу моден, интересен, интересна појава, интересен настап, многу интересен костим. Ми се допаѓа се тоа на него, ми се допаѓаат камењата, посебно ми се допаѓа тоа околу неговото лице кога пее, заради тоа што во преносот на живо не му се гледа лицето, ја гледате само таа како гердан маска врз неговото лице, која дава една соодветна мистика и се уклапа у целото тоа. Дефинитивно е модно, многу интересно. Не ми се свигаше моментот кога он го извади, драги гледачи, тоа од лицето. Мислам дека не требаше, испаѓа као видете ме кој сум, па не сум, барем ја така го доживеав. Не му требаше тоа. Next. Шпанката Сарајо. Хоче, забрањено воче. Одлична беше. Иако имаше муабети на почетокот дека песната е украдена од Дара Бубамара, драги гледачи. Ритамот на песната на шпањолката е ритам украден од Дара Бубамара песната, не ми текнуе како се викаш у моментов и сама Дара Бубамара реагираше, замислете, не знам каква е таа, дали е коинциденција или не е. Како и да е нешто што беше интересно и за гледање, и како стајлинг, и како ритам, и како се движеше бодувањето или гласањето и како доаѓаше до кој ќе победи, како ќе победи. Шпањолката беше еден од моите фаворити дефинитивно. Next. Представникот на Велика Британија, кој исто така нешто се деси, некоја фрка околу него. Ја не знам, ја него не перцепирав. Не е он дека е неатрактивен, он не е интересен лик. Самсон го викале ради косата, ради гласот, ради не знам што бил као некој мега фраер. Божем као Никола, што не е тука, пошто е дрпнат. Пошто е клозетарка, пошто е ојлјар, пошто е ошљар, пошто се шуња, се пијанчи, прави глупости, денес го нема на снимање, ама за тоа ќе му направам face reveal. Да се вратиме на Евровизијата. Ништо посебно од британецот. Ете толку.
глупости. Next. Французите. Од французите исто така очекувам многу повеќе. Убави ликови. И пејачот и девојките околу него, песната исто така окей. Црно со некои златни елементи. Next. Махмуди Бланко се е дефинитивно модниот спектакл на Евровизија. Во неколку стајлинзи ќе ви ги покажам, заради тоа што ова е фешн и ова е таа италијанска мода, а при тоа не е гледајте ме, чудејте се или да се распарталиме сите. Уште следна слика. Еве ги вечерта пред настапот, он е преелегантно, совршено скроено црно одело, он има исто така некоја комбинација на, не знам што е тоа, мајца, блуза со широки панталони, цело тоа е во кристали, креација на Валентино. Next. Ова е мода, ова е тековна мода за генерацијата, за времето во кое што живееме, соодветно на настанот изгледаат мега фраерски и мега кул. Next. Дрпнати. Джамироquai од AliExpress. Со тоа натутканото на глава. Не го разбрав јас ова не го разбрав. Јас овој можда сум недоволно едуциран, можда сум не знам што и да е, меѓутоа мене прво тој мелоз, етно-рап на украински, мене ми е тоа дрпнато. Поготово, мислам дека има и уште неколку фотографии, таа естетика и тоа не можам да кажам дека станува збор ни за мултиколор, да ги има тие етно бои, некој како во некој јамболи, како некој кебиње, како некој теписи да се облечени. Единственото модно парче е нокширот на глава што го носи овој пејачов, што е при тоа пинк и двој од се друго, ама толку детали, толку глупости, они изгледа како диви луѓе, они изгледа како дивљаци пуштени на сцена и мене уопште не ми се допадна и тука многу се разочарав кога видов кој е победникот. И не сакам да навлегувам во позадината на победата на Украина и од кои причини Украина победила, пошто тука не ќе да навлагам нити у теории на заговор, меѓутоа едно е на сите ни е јасно, што во музика и во шоу бизнис треба да е прво песната таа што ќе остави впечаток, па после сите, нели, други работи, пошто станува збор за музичко шоу. Дрпнати. Next. Представничката на Албанија. Настегам се и правим хаос. Видите каква поза е, драги гледачи. Она е натисната. Машала. Танчерите окей изгледаат. Таа естетика на танчери така врзани, мене ми е веќе позната. Али албанката дус. Катастрофа. Катастрофа коса, катастрофа мейкап, катастрофа патика, катастрофа гаќа. Не лежи на нејзиното тело, тој брусхалтер со таа наметка од озгора, значи ужас. Next. Леле, ова имаше пропелер на грб. Ова од црна гора. Видите го тој тенџереплав фустан со циркончиња. Деколте, од оздола и позади овој пропелеров на грб, менјаше боја, ама стоеше, барем да се вртеше, може ќе одлеташе погоре и ова исто така досадно, модно и скрос неинтересно. Да, сакала да постигне некој ефект со пропелерот, али контра ефект. Коса досадна, мейкап окей. Next. Партал. Глупости. Партал. Не. Next. И последно нешто што ми остави впечаток на финалето беше дефинитивно Дамјано Давид, со се целата мака, со се скршениот глушт, пошто многу сака да скока у чизми над колено лаковани и по гаки да прави перформанси и да се траке од земја, имаше одлични панталони и го, пошто за една година стана сепак светски звезди, му дадена целиот евровизиски настан, така малку публиката се јаукна, малку се вознемирија кога го видеа сите, заради тоа што они како бенд се самите по себе атрактивни и ја носат приказката уште од лани, што денеска, последна година, сакаат сите да ја третираат таа естетика. Не може, тоа пројде. Лани
направи своевиден моден печат, едно ново модно влијание, меѓутоа, како ви кажат, ако тоа го правите сега или после година дена, досадни сте. Интересни сте кога нешто први ќе направите. Ете, тоа би било тоа. Тоа е моето мислење генерално за тие, за Евровизијата и за Евросонгот. Генерално сум малку и разочаран од се, си го кажав моето мислење. Тоа би било тоа. За другите немаше да коментирам, заради тоа што пак ќе кажам многу слики со прашање и немаше ништо така спектакуларно, освен некои работи што ги издвоив сам. Ке ви се заблагодарам за вниманието и одиме у плакарот на Кека. Добродојавте во плакарот на Кека. Денеска Кека сака да си направи убави летни комбинации. Времето е убаво, топло, Кека сака да се прошета. И да изгледа кул, и да и биде убавко, и да седне на кафе, и да излезе, да се дотера. Ке видиме првите комбинации на Кека кои се. Сакаше малку по тинеџ изглед. Го најде овој преубав дукс, што е малку краток, ке го искомбинира со прекул Тексас шорцеви и со бели патичиња. Ајде да видиме како ова све ке стои на Кека. Евеа Кека, прекул дотерана за летна прошетка, например, низ парк. Нема да и биде лошо и вака низ Охрид да се прошета. Или било каде и да патува Кека летова. Кека има многу планови за патување. Значи го има овој прекул дукс, кој што не е предебел и не е тежок, него е буквално летен дукс за летно време. Ги има овие прекул Тексас кратки шорцеви, каде што си се малку тука дрпнати, меѓутоа тоа е фората, на боси нозе со прекул бели патичиња. Кека е презадоволна како изгледа, модерна е, урбана е и е кул. Сега, да видиме Кека што следна летна комбинација за денеска смисливме заедно. Ајде, чак! Евеа следната летна комбинација на Кека. Прекул. Најде многу добра кошула, преубав материјал. Не знам дали можете да видите, меѓутоа многу летен, многу пријатен материјал за носење, многу лесен. Ваков тип на кошула, без разлика во која боја и да имате, секогаш ќе ви заврши функција во еден летен стајлинг. Буквално ви треба само една добра кошула со убава должина, нормално нозете ви се боси, и деталите тука го прават изгледот. Кека кога се и сунча летоска, кога се ја облече кошулава, ќе биде готова заради тоа што многу добро стои овој стајлинг на исунчано. Го искомбинира со кајфче околу струкот, малку да разбие, малку да се стегне. Меѓутоа и не морате, ако не икате, можете да ставите и детал на вратот. Најде соодветна ташна која што одговара на сето ова и ги најде овие прекул сандали со отворени прсти, продзирни со камчиња, за да дадат еден посебен момент на фора и да биде се модерна. Ја ќе ја ставам тука, она е пресрекна, се осеќа многу удобно, нозете и се боси, има супер кул сандали, има супер кул мала ташничка и ја има таа кошула која што го има ова на нејзиниот струк. Сега, Кека вака малку ќе се провее. Може она и преку ден, може и ноќе вака да излезе, може да се додаат и некои обетки или некој друг аксесуар. Меѓутоа ваков тип на кошула дефинитивно е едно парче што е неопходно за летно време и е пред се многу практично. Да видиме Кека сега како ќе се пресоблече пак за лето. Чак! Евеа последната комбинација на Кека за денеска, за летоска. Кека е пресрекна. Го најде овој преубав фустан кој што има фантастичен крој на прерамки, рацете се голи, деколтето е голо. Многу е убаво изработен од перфектно пријатен материјал. Ги има тие пастелни бои на целиот фустан, од бело до беж, до бледо розеникаво, нијанси на зелено. Сето тоа изгледа многу суптилно, многу меко, многу софт, многу летно и е многу удобно. Реши да ги искомбинира со овие прекул папучи на штикла, у таа многу модерна бабл розева или котон кенди пинк, како сакате крстете, кои се многу модерни, престрекне со нив и заради тоа што папучите, односно чевлите, одговараат со фустанот, реши да си стави тука бело ташниче, не ва разбие прозор. Нема тука разбивање прозор.
кека у белото ташниче да може да се стави одредени работи, меѓутоа фокусот да не оди во ташната, сепак да биде акцентиран фустанот со папучите, а ташната ќе биде нормално како аксесуар за да си прошета. Све ова што ви покажав денеска во плакарот на кека, можете да го најдете во линкот во дескрипција. Ќе ви оставам парче по парче што ве интересира. Од мене, јас сум малку дрпнат денеска, али битно, кека е дотерана. Од мене за денеска во плакарот на кека толку. Добредојавте во делот Q&A, каде што читам прашања што ги поставувате на мојот Instagram профил. Некои ви ги одговарам на Instagram кога го имам, кога ги имам прашањата, а некои ги оставам за во емисија. Сега, ајде да видиме што имаме овој пат. Пуштај. Како добивате идеи за стајлинзите? Феноменални ви се. Не знам за кои стајлинзи мислиш, предпоставувам дека мислиш за стајлинзите на кеката. Предпоставувам дека за тој дел. Ако мислиш на моите стајлинзи, фала ти, ама повеќе се трудам околу кека неголи отколку мене. Добивам идеја од тековните трендови и од парчињата што можам да ги најдам во Скопје, да ги искомбинирам на еден мој начин на кој што ги комбинирам работите да изгледаат поинтересно и помодно. А идеја добивам од секојдневието и од модата нормално. Next. Многу ме интересира вашето мислење за модата на нашите парламентарци. Никој не ни звони, никој не ќе нив да им се јави. Дрпнати се, шо да мислам, знаете шо мислам за парламентарци, дрпнати. Next. Дали некогаш би организирал модна ревија во Скопје со твои лични дизајни? Па, никогаш не се знае или никогаш не веќе никогаш. Времето ќе покаже. Next. Зошто нема посебна емисија за Мет Галата? Не е фер. Апсолутно се слагам дека немаше посебна емисија за Мет Галата и дека не е фер. Ке најдам начин како да ја истретирам целата Мет Гала, заради тоа што бара малку повеќе време. Спектаклот што го направи Ким Кардашијан со фустанот на Мерлин Монро е дефинитивно еден ајконик момент, меѓутоа имаше и модни катастрофи на Мет Галата, сепак Мет Галата е еден Оскар на модата и заслужува да биде соодветно истретиран. Немаше емисија за Мет Галата заради тоа што сите емисии што ги гледате се однапред снимани десетина дена. Мет Галата беше тековен контент кој што сакав да го истретирам, а не успеав теков. На дента кога беше Мет Галата, јас бев тука на снимање и заради тоа немаше емисија за Мет Галата. Али ќе најдам начин како да го проследам целиот настан во наредните емисии. Next. Предлог фустан ташна, штикли за на свадба или можеби панталони, кошула, било шо? И како бе било шо? Како било шо? Како предлог фустан, ташна, штикли за на свадба или можеби панталони, кошула, било што? Со самото ова што викаш фустан, ташна, штикли за на свадба, можеби и панталони и кошула и на крај било што. Значи било што да ти предложам. Тоа е супер, меѓутоа како да ме разберете дека вакви прашања не можете да ми поставувате на Инстаграм заради тоа што не ве познавам. Не знам ни каква линија на тело имате, ни што сакате, што не сакате. Значи ова не е прашање кое што можам да го одговорам на порака, а нити во емисија. Ова е прашање кое што можам да ви го одговорам ако ве познавам лично. Next. Имам руса коса која е многу оштетена и петардирана. Врвот ми се куби. Совет, те обожавам. Па, девојко, или госпоѓа, не е битно која, ако ти е косата многу оштетена и петардирана, за оштетена и петардирана коса има само едно решение. Ножица, сестро. Сечи косата, не ти треба, доведи ја во една здрава должина, третирај ја со третмани и внимавај кај кој чешлар ќе одиш да не ти биде пак оштетена. Next. Тоа би било се за денеска во Q&A. Продолжете да поставувате прашања на мојот Instagram профил и јас ќе ви ги одговарам на Instagram и во емисија. Од мене за денеска толку. Продолжете да ме следите на мојот Instagram профил, прашувајте прашања, се што ве интересира и се гледаме за 7 дена.